Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Најпопуларните меѓу уметниците се секако глумците. Во ова денешно време, за жал, политичарите го имаат приматот, но ние со сите сили се бориме да укажеме на тоа каде лежат вистинските вредности. Јас денес имам особена чест и задоволство да разговарам со еден од најпопуларните наши актери и морам да констатирам дека тој мораше да се изнаглуми на театарските штици за да се појави на филм и во серии, и дури тогаш широката јавност да му даде должно внимание. Во стручната фела секогаш котирал високо заради неговиот широк распон на карактери. Не можете да верувате колку е убедлив и во хумористичните ликови и во оние најсериозните. Станува збор за актерот кој што безмалку четвртина век е во Македонскиот народен театар и јас да не должам премногу, тој е тука со нас за да ни раскаже малку за својата кариера. Му посакувам добре дојде на Александар Микич. Добре дојдовте во Астрорум. Здраво, добро најдов. Во овие пандемиски услови се гледаме во прозорчиња, а вие актерите зависите од сцената, од живиот контакт, од создавањето на флуид, енергија меѓу публиката и вас, но тоа е што е, да останеме во добро здравје и првото прашање е како сте, како се справувате, вие дури во овие услови снимивте и филм дома, така што верувам дека извлекувате максимум од состојбата. Па морам да признам дека не затекна сите оваа пандемија, особено нашата бранша во првиот период, значи кога беше тоа март, мислам така некаде средина на март почна целата работа. Едноставно ние престанавме со работа, затоа што ние без публика не може да функционираме, на сцената исто сме по многу блиски контакти со колегите и така беше се до летото. Од летото веќе почна да се раздвижуваат работите, почнавме да се враќаме и во театрите, почна да се снимаат и филмови. Успеавме да снимиме еден краток филм баш за корона, за една фамилија како се справува со короната, и тоа во тој филм играат и мојата сопруга Весна и двете деца Иво и Јена. Рековте дека се придвижија малку работите, да се надеваме дека се ќе оди на подобро, но ние сме тука сега за оние малку мината кои што не ве познаваат, да ве вратам најдалеку во меморијата, да ве прашам, пред да дојдете на факултетот за драмски уметности, вие сте од онаа генерација која што имаше можност да работи со големиот Димитри Османли, од неговата класа сте, и актер кој што има навистина богата кариера. Имате соработка, ако почнам да ги редам сите режисери со кои што сте работеле, ќе поминат многу повеќе минути од што се предвидени тука. Но кажете ми како се решивте за да дојдете на Драмската академија? Дали приказната почнува како на сите деца, бевте лидер, сакавте да глумите, да забавувате луѓе и во домашна атмосфера, во училиште? Јас сум корчагинско дете, значи во Корчагин учев средно училиште и бевме една поголема група на луѓе кои својот бунт, револт сакаа да го искажат на некој начин
према се што ги обкружува нели во тие години, и сметавме дека најдобро ќе допреме со правење на театарски представи. Така да моето дружење со театарот почнува од тие некои си поинтензивно дружење, значи почнува од тие средношколски денови. Идевме на МОД, пратевме представи и формиравме наша театарска група која се викаше Чвор. И за тоа кратко постоење, некои 2 години, мислам дека бевме активни, 3-та и 4-та година, направивме многу представи, многу публика дојде, станавме и популарни као движење некое, кое малце ги размрда работите, и после таа дружба со театарот средношколска, од нашата група со театар останавме да се бавиме и јас и Христо Васил. Потоа на факултетот за драмски уметности, кога ви се пружи првата шанса, кога се почувствувавте сериозно зрел дека можете да застанете рамо до рамо со големите глумци? Не знам тогаш кои ви беа идоли, односно во кого се угледувавте од нашите актери? Уште пред да се запишам на факултет, многу се преиспитував за тоа дали сум или не сум за оваа професија, и што ќе правам од кога би завршил, кога би се запишал и од кога би завршил. Така да не се запишав веднаш после средното на факултет за драмски уметности, бев на друг факултет и на крај кога сватив дека не можам без ова, едноставно си ги повлеков документите и се запишав на глум. На факултет кога се запишав, прва година, прва и втора, тогаш беше таков концептот да се менуваат професорите, ми беше професорот покоен Кире Ристевски, значи бе во нивна класа на Кире Ристевски и Владе Цветановски, и кога дојдов на факултет, сите работи што ги имав направено предходно, значи во аматерскиот мој живот во театарот, решив да ги заборавам, односно да ги надоградам. И од секој што имаше што да ми каже, јас сакав да научам нешто. Така да многу им фала на моите професори. Во 3-та година ни дојде професорот Димитри Осман ли не водеше до крај. Многу научив од сите, значи едноставно во секој миг пробував да украдам нешто, да научам нешто, така да тој период на студии ми е еден од најубавите периоди во мојот живот и би се вратил пак да студирам од почеток. Кој момент ќе го сметате за најинтересен, клучен? Со кого студиравте? Бидејќи знаеме дека студирањето на останатите факултети значи едно, но на овие уметничките тоа е живот и повеќе од живот, од утро до вечер, живеете со луѓето, живеете со мислата како да изградите некоја улога, одите низ театри, концерти и така натаму. Како изгледаше тој студентски живот? Бевме голема класа на почеток, значи бевме доста поголема, завршивме, мислам, само 5 луѓе. Во мојата класа беа Јордан Симонов, Весна Петрушевска, Изабела Новотни, Тина Дрекаловиќ и јас. Тие завршивме заедно. Некои други квадрира, после тоа заврши и станаа големи глумци. Во секој случај, тој период на студија е баш како што го опиша. Од сабајле до вечер си на факултет. Интересно беше во моето време, бидејќи тогаш прв пат се отвори класа режија, они беа нешто постари од нас, првите режисери, после ги фативме и вторите што се запишаа на факултетот за драмски уметности. Значи, си ги правевме нашите испити што ни беа од стручните предмети, игравме во нивни представи, филмчиња, и тоа беше дружба од сабајле до вечер. Тогаш се родија и скомрахи кои ден денеска се организираат и се прават, тие дружби со факултетите од сите, од тогашна бивша Југославија, сега мислам дека е пошироко, цел Балкански регион можда
и пошироко доаѓаат академија, е прекрасна дружба каде што се разменуваат тие искуства, кој што учи, како учи, нормално добри забави. Моја прва професионално стапнување на сцена беше представата Надвор од умот се викаше. Таа представа ја напишавме јас, Јордан Симонов и Христо Васил. Христо Васил беше режисер и тоа беше еден таков исто да кажам уште студиравме, ја направивме представата, игравме во сегашен МОП, тогаш уште МНТ се викаше, на голема сцена, се разигра сцената, сите модули се движеа горе-доле. Рок-н-рол представа беше, имаше доста и статисти, и тоа беше моје прво, да кажеме, ватрено крштење на професионална сцена. А прва представа регулар, значи ова не ја сметам, бидејќи пак таму бевме сите млади, беше еден таков проект самостален. Прво професионално беше во представата Народен пратеник во режија на Димитри Османли. Ми даде да играм една епизода, Секулич, и знам, например, тогаш дека ич не бев задоволен од улогата што ја добив. Некако мислев дека ја можам сега цел свет да го дигнам и ќе играм некоја си епизода. И следна улога што добив беше епизода, и тогаш сватив дека зошто да имам отпор према нешто што е мало. Ако некој за месец и пол-два треба да научи огромна улога со многу текст, ја тоа малку што го имам можам да го избрусам во најситни детали. И така и почнав да правам, така тие мои мали миниатури ги направив и бев забележан од режисерите, од публиката, и така некако си го изодев патот до главни улоги. Кои од големите улоги ви се вие лично се врзавте најмногу и што мислите, пошто ве памети досега театарската публика? Кога зборуваме за големите представи, за големите ликови, иако токму тоа е специфика за вас, дека вие и малите улоги ги воздигате на толку високо ниво што од епизода правите главна. Па тоа сакав да го кажам, дека веќе не ги гледам така работите као што ги гледаат сите млади актери, тоа е епизода, тоа е споредна улога. Едноставно гледам колку улогата може да ти понуди, колку ти можеш да се искажеш и колку добро можеш да ја направиш таа улога. И мислам дека нема поголемо задоволство кога ти си бил од представа, да кажеме, од 2 сата, некој си 10 минути на сцена, а луѓето те памтат, ги повторуваат твоите реплики после тоа, ти честитаат, кога ќе те видат неврзани рандом луѓе. Мислам дека, за тоа кажувам дека најважно е да си ја сакаш работата, да ја работиш со љубов и у најмалите работи да успееш да го најдеш она што ќе ти даде да се искажеш. Вистина ли е тоа, мора ли театарските глумци да се секогаш во сенка на оние што се појавуваат на големото платно и на телевизиските екрани? Вие имавте среќа да влезете во антологискиот филм За нас, за целата земја од осамостојувањето, во Пред дождот на Милчо Манчевски, потоа имате богата филмологија, иако она што го нудите како актер е далеку по големо отколку што сте добиле шанса на филм, морам да забележам. А особено јас со големо задоволство ја изгледав серијата за фамилијата Марковски, која што така непретенциозно го купи моето внимание, бидејќи е толку соодветствува со она што го живееме, толку се препознаваме во неа и толку после една театарска игра во нашите серии доживеавме дека ликовите се како некои што живеат покрај нас, со една природна глума, особено вашата. Дали сега навистина почувствувавте дека сте широко популарни? Знаеш, никогаш себе не сум се сматрал за некоја екстра популарна личност и може и не знам како да се справам со популарноста
на некој начин, но не знам, факт е тоа дека ако играш во театар ќе те знае само еден одреден број на публика, кој го сака театарот, кој оди во театар, макар што морам да признам дека во последно време, посебно од кога ја направивме Не се клади на енглези, доаѓа многу поширок спектар на публика во театарот, така да се надевам дека и театарот веќе ќе си го добие она место и со публика што го заслужува. Барабар со филмот и телевизијата. Не, телевизијата е факт најпопуларен медиум, затоа што на телевизијата си секојдневно, така секој отвара, а во филмовите си кога се играат во кино и евентуално после ако се пуштат на телевизија. Така да сериите се она што ја прави популарноста најголема или некој си ток-шоу, квизови и такви работи, каде што луѓето се секојдневно на телевизија и луѓето после ги препознаваат. Дали сега ви се случува да ве сретнат и некој да ве потчукне по рамо, да не се грижите, дека состојбата во семејството ќе ви се среди, како она што го доживуваме од шпанските и од турските серии, луѓето да се соживуваат на пазар, некој да ве советува како да продолжите понатаму? Не ми се случило такво нешто, ама ми се случило да ме среќаваат луѓе и да ме прашуваат кога ќе биде трета сезона. Значи сите со нетрпение очекуваат трета сезона. За жал, не знам дали ќе има трета сезона. Сега да ве не можам да ја одолеам на вашата позадина, а знам дека сте голем фан на игри, друштвени игри. Верувам дека е ова дел од таа колекција. Сега доаѓаме во делот од разговорот кога ќе позборуваме малку за вашите пасии. Сме читале дека вие сте љубител да изработувате самите предмети од дрво, дека речиси се што ви е во домот поминало низ вашите раце. Тоа ви е хоби, оддишка, можете да живеете без тоа и очигледно штом се друштвените игри во прашање, вам тој дел од приказната ви значи многу. Семејството, дружењата и се што подразбира тоа. Да. Секогаш сум имал некое хоби кое ми го окупирало времето, нели, слободно што го имам. Така почна и со глумата. Значи, прво глумев од хоби, после ми стана тоа и професија. Игрите почнаа така, многу сакам друштвени игри, значи уште од таму средношколски денови, кога почнавме да ги играме тие Ризик, Монополи и такви работи, некако станував пасиониран играч. Значи, едно лето по цели ноќи игравме Ризик, се тепавме, освајавме, пошто таа е игра која може и да нема крај, може да се игра со сати, никој да не победи, ако сите играат окей и многу зарод влијае, многу среќа влијае. Така да, како поминуваше време, откривав некои нови игри, во кои факторот среќа не играше толку големо влијание и полека се навлекував на игрите и ете сега имам една сериозна колекција. Освен тоа, со бордгемовите убавината во тоа што сепак се дружиш со луѓе, значи мора да се соберете, да прочиташ правила, да ја научиш играта, да ја објасниш на луѓето, да се седне да се игра, па една чисто за учење, па дури после од втората, третата, да почнеш да ја играш играта. И некако тоа ми стана голема пасија во последно време, што се одлучив дури и да направам игра. Ви успеа да направите? Како е тоа? Се заштитува некаде? Да ги имате правата над неа, ќе може нешто посериозно во тој бизнис да очекуваме од вас?
Не знам точно како иде со заштита на права за борд геймови и такви работи, мислам дека не постои, дека не можеш ти да ја заштитиш играта, можеш да заштитиш од она што е внатре во играта. Ама механиките кои ги користиш не можеш да ги заштитиш. Значи, може некој друг да ги искористи механиките, да смени тема, да смени малце и да ја направи слично на твојата игра и никоме ништо. Значи, со тоа не знам, ама најважното во целата приказка е ти да можеш да најдеш издавач кој ќе ја издаде твојата игра. Значи, оно што ти си го замислил во глава, си направил некоја плейтест копија, си ја тестирал со пријателите, другарите и си ја донел до некоја си фаза која е приближно готова за производство. Најтешкиот момент е да ја издадеш фактички играта, за таа да го види светлото на денот. Да, за да стигне до луѓето едноставно да може да ја играат. Така да ние тројца другари се собравме исто пасионирани играчи на борд геймови, се собравме и направивме игра. Јас имав идеја, им ја презентирав, ја разработивме, направивме една плейтест копија, ја игравме и дојдовме до нашите сограѓани, нели, Final Frontiers. Најубавата приказка е тука што се тие македонска фирма која е светски позната. Значи, до сега позади себе имаат некои си десетина игри кои многу добро котираат низ целиот свет и се заинтересираа за нашата игра и решија да ја издадат. Ја издадовме, значи беше на Kickstarter, имавме многу успешна Kickstarter кампања и сега се надевам некаде од јуни-јули таа ќе заживее низ борд гейм продавниците ширум светот. Прекрасна приказна. Знам дека и вашите деца ги стимулирате, ги мотивирате на овој начин на живење, на играње, на разбирање на светот. Тие исто така играат со вас, вие сте им многу посветени. Вашата сопруга при нашето интервју заедничко во иста во оваа емисија рече дека таа има чувство дека нејзините деца немаат една мајка и татко, туку имаат две мајки. Вие сте целосно посветени, рамноправно ги делите обврските дома, а тоа вклучува и играње, и шетање, повеќе време поминување во природа и така натаму. Дали е тоа вашиот идеал или реагирате спонтано според тоа што ви налага животот? Или си имавте зацртано од секогаш како сакате да ги образувате сопствените деца? Не знам, многу е тешко да се биде родител, у суштина. Сега го разбирам тоа. Многу е тешко да ги изведеш децата на вистински, на прав пат. Оно што се трудиме со Весна е да створиме здрави личности, да знаат што е добро, што е лошо, да знаат да ги ценат правите вредности. Ако тоа успееме да го направиме, мислам дека сме направиле многу. Инаку не патам од тоа дека ова е женска или ова е машка работа во однос на децата, куќата, за било што. Едноставно ги делиме обврските и кој може, тој го прави тоа. Уште кога се родија Иво и Ена, ја научив прв да ги бањам, да ги повивам, затоа што Весна беше исцрпена, нели, од пораѓањето и такви работи, така да во болницата јас со сестрите цело време барабар со нив, ќе ми кажа сакаш ли? Сакам, веднаш одма ќе ги измијам, ќе им ставам пелени, ќе ги увиткам во тоа ќебенцата и едноставно од првиот ден до сега цело време си ги делиме обврските околу таа работа. Што се однесува до игрите, сметам дека преку игри најубаво се учи. Значи преку игрите ќе научат милион работи неосетно. Ќе научат и да бројат, учат бои, значи има игри за деца од најмала возраст, значи од 2 години па нагоре. И како растат децата, јас само им давам
за повозрастни деца да играат игри. Така некако мислам дека најубаво им се развива и перцепцијата и мисловниот процес. И сега, например, се изненадив кога ме видоа како играм една игра и вика, тато, сакаме да играме таа игра. Викам, таа е за големи. Ако ти кажи ни како се игра. Им ги објаснив правилата, си седна и си изиграа партија, ја бев со устата подотворена. Што значи дека, мислам дека тоа е еден од вистинските место да ги седиш и да ги тераш, да цртаат, да на сила и да се обидуваш вака низ игра, многу работи се учат. И за нас постарите исто тоа ме одржува во кондиција, нели, цело време мораш да читаш правила за некои игри, тоа е сериозна книгичка која треба да ја разработиш, да ја презентираш, едноставно те држи како се вика, фокусиран. Добра гимнастика за умот, од најрана до највисока возраст. Вие не верувавте и самите дека вашите деца можат да совладаат толку тешки игра, ама не верувавте дека ќе се снајдат и како актери во најновиот филм на Тамара Котевска. Кажете ми, имавте голема скепса, се грижевте, имавте ли некаква грижа на совест дека со ова можеби ќе ги инфицирате со актерство? Како гледате на тие работи? Дали вие некогаш се покајавте што станавте актер, па сега ќе се трудите вашите деца да си го најдат својот пат и да не влезат во тие води? Никогаш не сум се покајал што ја избрав оваа професија, напротив, среќен сум и горд и исполнет сум што ја работам оваа професија. Имало и тешки денови, имало и среќни денови, имало и денови кога се немало пари, кога се имало, ама тоа е се во рок на службата. На своите деца нема да им бранам. Значи, која професија ќе се изберат, нека име со среќа, ќе ги поддржам во било кој избор да го направат. Дали е тоа врзано со уметност од било кој тип, значи музика, сликарство, ликовна уметност, нели, театар, филм, што и да сакаат, ако ги бива, нека стераат. А што се однесува до филмот во кој играа заедно со мене и Весна, морам да признам дека на почетокот ми беше страв. Како ќе биде, што ќе биде. Не сумњев дека они ќе бидат добри, ама они не беа добри, они беа феноменални. Они се подобри од мене и Весна, ќе видите. Многу интересно. Едва и чекаме да ги видиме и како дел од оној серијал на Netflix и како самостоен филм со целото семејство. Убаво беше што и Тамара беше на иста таласна дужина, значи децата не знаеа, мислам знаеа, беа свесни и за камера и за и тоа дека снимаме филми, дека правиме, ама некако ги местевме работите да изгледаат како природен след како природен ток на работите, така да многу добро изигра, одлични емоции вадеа и баш као мали професионалци. Гледам дека минутите за разговорот полека ни летаат. Јас додека ве придвижив на почеток кога стануваше збор за вашата матична професија, многу повеќе зборувавте со резерва. А сега кога зборуваме за оние паси, хоби, семејството, станавте многу разговорлив, што ме радува бидејќи го знаат Александар Микич, театарскиот глумец, но верувам дека овие работи ќе бидат поинтересни за слушање и за гледање. Но сакам уште да ве прашам, себе си како се доживувате како лик од некоја драма на Нушиш, бидејќи таму ви се почетоците, или во некоја друга естетика, што сакате? Сега веќе никој не може да каже дека сте млад глумец, дека допрва доаѓа вашето време, вие сте реализирани, докажани. Сега веќе доаѓа времето кога веројатно можете и да бирате каде ќе глумите и ќе можете да си посакате реално во каков лик сакате да се најдете. Која представа ви остана неодиграна, а со почит ја гледате?
Знаеш како, никогаш не сум имал некоја си цел во животот, сега да изиграм оваа улога и тоа е моја животна желба. Не. Едноставно сакам да играм различни типови на улоги, сакам да имам искуства со различни режисери, да дознавам нови работи и секоја представа за мене е еден нов вид на предизвик. Сватив една работа дека не сакам да се врзам ниту за жанр, па да кажеме, он игра само комедии, ниту за фах на глумење. Едноставно пробувам, се обидувам да тоа што го правам да биде најразлично и да колку можам да побегнам од себе, нели? Никој не може да побегне, ама бар се обидувам да направам нешто што е поразлично. Инаку, мислам дека урбаните представи ги сакам ептен. Например, би ја издвоил една представа што ја играв многу одамна, тоа е Светулки во ноќта се вика. Мислам дека и таа некако ми отвори некои чакри во мене и ме направи да почнам да чекорам по една нова стаза која ја трасирав во тоа време. Тоа е представа, беше во режија на Томислав Османли. Текстот е прекрасна скопска приказка, а ја многу ги сакав во тоа време и фактички ТВ филмот по истата се викаше Скопски сновиденија и Срекна нова 49-та. Така да таа представа некако многу ми остави впечаток. Мислам дека направив и добра улога и едноставно дека тогаш многу и ме приметија луѓето и некако од тој момент натаму ми тргна и поубаво некако во театарот и во сите тие работи. Да, иначе го сакам Нушич. Едноставно го обожавам затоа што Нушич е човек кој пишувал пред толку многу време кој да пишувал за сега. Значи, Народен пратеник е моја прва представа професионална која сум ја играл, а во Народен пратеник има реплики кои тогаш кога ги игравме, тогаш само што се формира Македонија независна, само што имаше избори, значи никој уште не знаеше ни точно што значи пратеник, што значат тие работи. Кога ја правевме, некои работи ми изгледаат чудни и како да им е поминато времето, бајати на професорот Османли му викав, професоре, ова како бе? Викам, едноставно нема да помине ова кај народот. Како нема да помине? Ова е пишувано за сега, за утре е пишувано, ќе видиш, Микич. И факт е тоа. Значи, сите работи што ги кажа професорот се остварија. Значи, таму има една работа кога нели пратеникот сака да стане пратеник, вика, ама ја не знам да зборам, ја не знам ни што да кажам, ни како да им кажам на народот. А тој што го советува, му вика, па лажи го бе, лажи го. Вети му, што му треба? На тебе ти требаат субвенции, вети му субвенции. На тој му треба да ветувај, лажи. Како бе професоре сега ветувај, лажи, ово. Сега гледам дека фактички само на тоа почива целата наша политика. Гледаме театар секојдневно. Нушич на дело. Значи, Нушич толку има добро влезено во психологија на човекот и тоа е ненадминливо. Тоа трае со векови, еве гледаме. Не е сменето ни милиметар. Јас, Александра, ви заблагодарувам за овој разговор. Ви посакувам да имате од време на време светулки во ноќта, да ви се појавуваат, ви се појави Весна под двете мали светулки, натаму уште многу театарски, филмски, телевизиски. Кога ќе се видиме во живо од продукцијата на Литература МК, ќе можете да си одберете нешто за читање, а во големата книжарница во Сити Мол, ако сте забележале, таму имам голем број на игри. Верувам дека ќе нурнете длабоко во морето и дека ќе се инспирирате и ќе создадете уште една нова игра и уште една. Веќе создадов, извини што ти улета во збор,
мислам дека е време да ја промовираме и таа игра, која е во завршна фаза и би требало да се појави некаде на почетокот на следната година. Тоа е игра Медена земја, значи која е работена по мотивите на филмот, односно на бајката која уште не е излезена, илустрирана бајка, и се надевам дека ќе биде многу интересна, ќе биде вклучена во школството во Македонија, асиметрична игра која нуди доста играње. Ама кога ќе дојде време ќе збориме и за неа. Благодарам многу за овој разговор и ви посакувам прво добро здравје и нека животот и натаму ви биде интересна игра. Благодарам. Фала, чао.